Разгранакот на Центарот за Даунов синдром во Битола повеќе не функционира, иако беше пуштен во употреба на 9 март оваа година. Овој центар требаше да нуди логопедски и физиотерапевски услуги и работилници за лицата со Даунов синдром и нивните семејства. За сега никој не може да каже зошто центарот престана со работа. Се додека чекавме административно да се средат подпишување на договори меѓу нашиот центар и Министерство за труд и социјала, меѓу Домот за доенчиња и Центар за социјални грижи, се случи нешто и ние се најдовме на една многу лоша слика. После летото во септември видовме дека цел простор е испразнет. Цела опрема која беше донација од УНИЦЕФ, јас нема, не би знаела да кажам ни кој ја зеде, ни зошто ја зеде, ни на кој му требаше просторот и кој ја донесе одлуката да се испразни. Јас не знам, денеска ние чекаме одговори. Лицата со Даунов синдром се соочуваат со голем број на предрасуди, почнувајќи од предучилишните установи, училиштата, секојдневното живење и работење во заедницата. А ваквиот центар ќе им помогне во побрза адаптација. Центарот реално никогаш не беше ни отворен, бидејќи ние почнавме со еден настан кој што го имавме отварање на центарот со надеж дека родителите ќе почнат редовно да имаат програма која што ние ја напишавме и ја обработивме во соработка со Центарот за физикална терапија при болницата со надеж дека ќе можеме да помогнеме на лицата со Даунов синдром да имаат големи физички капацитети, да се работи на нивниот мускулен тонус, да работиме на когнитивниот дел. Веќе почнавме да собираме листа на терапевти кои што се заинтересирани. Меѓутоа, во просторот никогаш не беа направени сите оние работи кои што ни беа ветени дека прво и основно ќе се затвори вратата од балконот, нели? Во зимски услови ние не можевме да работиме со отворена врата, немаше грејење и така натаму. Мислевме дека тоа се административни работи кои што Центарот за социјални грижи ќе ги заврши во меѓувреме за да можеме ние да почнеме со работата. Според Мантон, со проблемите на Центарот за Даунов синдром од Битола запознаена е и новата министерка за труд и социјална политика Фросина Ременски, на која ја објасниле со какви тешкоти се соочуваат и потребата Центарот да има свој простор. Ако се земе во предвид и тоа дека ни во Скопје нема официјален простор и сите активности се реализираат во домашни услови.